Аналитичар Джелал Незири. Добро вечер, господин Незири. Добро вечер, добро ден. Некако жешко лето, ама оваа тема предвремени парламентарни избори исто станува жешка на политичката сцена и ја загрева дополнително атмосферата. Сега последнава порака од премиерот Мицковски дека интенција на владата е да истера цел мандат, нели, до избори 2028 во редовен термин. Меѓутоа дека ако опозицијата вели ги предизвика, тогаш нема да бидат кукавици, ќе прифатат. И некако е најсериозна најава дека предвремени избори може да има. Посебно што освен СДСМ сите други опозицијски партии рекоа може веднаш. Како вие го толкувате ова? Јас мислам дека премиерот ја тестира политичкиот терен во земјата. Дали навистина се за предвремени избори и дали тие предвремени избори бија зацврстиле неговата позиција. По се изгледа тие се водат, значи во ВМРО ДПМН се водат од нивните конкретни партиски математики, кои најверојатно укажуваат дека ако се оди на предвремени избори, тие предвремени избори ќе испорачаат подобар резултат за нив и полош за опозицијата. Па и затоа ја предизвикуваат опозицијата. Сега, изјавата на Мицковски не беше баш, како да кажам, најавување или, да кажеме, почеток на процес за да се распушти парламентот. Туку мене ми изгледаше како еден вид на политичка стапица кој тој ја постави на опозицијата, со тоа што кажа дека ние не ги бараме, но ако ги бара опозицијата, ние нема да бегаме. Фактички, ние знаеме дека колку и да бара опозицијата предвремени избори, било тоа СДСМ, било ДУИ, било останатите, не може да ги предизвикуваат тие предвремени избори, од причина што ги немаат бројките во парламентот. Единствена партија која што може да одлучи дали ќе има или нема да има предвремени избори е ВМРО ДПМН. И сега ако ВМРО ДПМН одлучува дали ќе има предвремени избори, најверојатно ќе се води од калкулациите, од анализите внатре во партијата дека тие предвремени избори ќе бидат подобитни за нив и тие предвремени избори можеби ќе ги стават во една подобра позиција од која што се сега. Значи таа подобра позиција не мора да значи повеќе пратеници во парламентот, но може да значи продолжување на мандатот. Да, во оглед на продолжување на мандатот. Во поглед на, да речеме, на политичката кариера на Мицковски, во поглед на евроинтеграциите можеби, но и во поглед на подобро функционирање на собранието кога се станува збор за сега во рамките на таа политичка стапица некако СДСМ катодневно ги критикува потезите на владата. Не постои област, сектор кој што не е критикуван, но велат нема да бидат алиби за предвремени избори. Тоа е нивната порака. Филипче вели дека тоа не значи дека се плашат од избори, дека имаат подготвено и програма, и тим, и се подготвени кога и да се одржат изборите, да одат на нив. Ретерирали се да само после една ваква најава дека се можни предвремени избори од таа нивна желба и критика? Ето, не верувам дека СДСМ ретерира, ниту дека се плаши од избори. СДСМ се плаши од избори кои би се одржале во термин кој што ќе го одреди ВМРО ДПМН. Што, како што реков, ВМРО ДПМН ќе одреди термин каде што нив најмногу им одговара. А изгледа тој термин ќе им одговара на ДУИ, што и Блен беше воздржана во реакцијата, дали се или не се за предвремени избори, така што на овие две партии најмногу им одговараат овие предвремени избори. И затоа СДСМ имаше една реакција која што според мене сакаше да ја избегне таа стапица на Мицковски кој што ја постави. Зашто ако опозицијата критикува нон-стоп, ги критикува политиките на владата, одлуките, постапките, нормално е да се очекува и логички е да се очекува да бараат предвремени избори. Но има ли за нив термин погоден со оглед дека рейтинзите велат дека не знам кога би бил тој погоден термин? Може 2028 би бил
по-добар термин за нив. Јас не ги знам нивните проценки внатрешни анализи, но според сите податоци што ние може да ги имаме, сега ние гледаме дека опозицијата не е таа идеолошка левица не е монолитна, не е унифицирана, да речеме, во една коалиција или во една политичка партија. Немаме, да речеме, ефект на, како да кажам, како во Унгарија што имавме со ТИСА. Значи, разни политички партии од разни идеолошки матрици да се собираат во една голема коалиција и да го соберат Орбан и неговата силна партија. Нема таква аналогија кај нас, што нели Орбан таму беше 16 години, тука е Мицкоски 2 години, но за да победи опозицијата мора да има обединување на таа идеолошка левица и на сите останати партии помали против ВМРО-ДПМНЕ. И тоа не се случува. Напротив, ние слушаме најави за формирање на нови политички партии во рамки на таа идеолошка матрица. И затоа не верувам дека тие избори ќе им одговарат на СДСМ. Може ли сега случајот Гостивар да направи промена, да го наруши не само рейтингот, туку и соработката, например, и на Алијанса за албанците со ДУИ, но и на самата ДУИ, која што цврсто застана зад кадровското решение градоначалник на Гостивар, кој велат дека никаква одговорност не треба да понесе за случувањето. Јас мислам дека тие односи не се веќе како што беа на локалните избори. Внатрепартиските анализи во ДУИ покажуваат дека грешка била не само коалицијата Европски фронт од 2024 година, каде што ДУИ од 18 пратеници кои што ги доби во рамки на таа коалиција, сега има само 12, од кои 2 не се пратеници на ДУИ, туку се на останати политички партии, помали. Значи, таа се оценува како голема грешка на партиите, пошто нели 8 пратеници не се малку, да се изгубат за 2 години. Потоа втора грешка е коалицијата со АКИ, национална алијанса за интеграција, која што нели се случи за време на локалните избори, каде што нели учествува и партијата на Таравари на села. И фактички ДУИ им ги даде општините кај што традиционално победува. Било тоа 4-5 општини. Меѓу нив и во Гостивар имаше добри резултати на парламентарните избори, би можела да победи и без коалиција. И затоа внатре во ДУИ има цврст став на наредните избори да одат сам. Значи да одат како политичка партија. Тоа не значи дека соработката со партијата на Таравари или партијата на сила ќе престане или останатите партии, но според информациите што јас ги имам, тие најверојатно ќе одат сами на следните парламентарни избори и најверојатно ќе како сами ќе се обидуваат да докажат дека имаат политички легитимитет да ги представуваат албанците. Сега ќе одат сами со Али Ахмети или без? Колку е сериозна најавата за негова оставка и она зашто од Вреди, па и од други политички субјекти се шпекулира дека во теке сериозна битка на релација Артан Груби и Бујар Османи, Артан Груби откако се врати во земјава, за превласт во партијата во случај на оставка на Ахмети. Јас не верувам дека до следните избори Ахмети ќе се повлече и нема да понуди оставка. Овие судири внатре или борби или амбиции се случуваат секогаш кога господинот Ахмети ќе даде нека изјава и ќе каже дека размислува да се повлече. И тогаш се разгоруваат овие борби од тие центри на моќ или од тие луѓе кои што имаат амбиции да го наследат Ахмети на челната позиција на ДУИ. Но јас не верувам дека ќе се повлече до следните избори. Тој ќе се повлече најверојатно после изборите. Но проблемот во ДУИ е што Ахмети не успеа фактички да создаде лидер кој што ќе го наследи него, не само како функција, туку и како авторитет. Не гледате некој од овие двајца таму кои што се во битка, како што тврдат? Според моје мислење нема да бидат ниту Груби, ниту Османи, ниту останатите кои што се спомнуваат како имиња сериозни кандидати
иако значи се е можно, нели, таа политичка трка, надпартиска трка може и да стигне до таму. За господинот Груби знаеме дека почнува судски процеси, не знаеме колку тоа ќе трае. Османи, нели, беше ги изгуби изборите за чај локалните минатата година и сега двајцата имаат багаж. Имат, да. Кој ќе биде, дали ќе бара дуи некоја нова фигура или ќе можеби ќе постави некој технократ внатре од по-сериозните кадри внатре во партијата за да ја води партијата во една наредна фаза. Тоа не знаеме и не можеме од сега да кажеме, но според информациите што јас ги имам, партијата најверојатно ќе го бара идниот лидер во Полошкиот регион. Помеѓу Тетови и Гостива. Значи, зошто Полошкиот регион? Тој е многу значаен базен на гласови кај политичките партии на албанците. Вие гледате дека Блен сега од 6 министри што има, 4 се од Тетова. И затоа по тој терк, нели, и Дуиќе, нели, Ахметиџе размислува идниот лидер на Дуи да биде од Тетова. Ви спомнавте кулуарите, имате ли информации што се зборува во тие кулуари, што тоа може знае, што би открил или открил Артан Груби за да не оди во ефективен притвор туку во домашен и да добие квалификација за полесно кривично дело отколку потешкото? Зашто? Иако е легитимно тоа што го прават од Влен, значи да побудат интерес за тоа што може да открие господинот Груби, сепак мислам дека не може ништо да открие повеќе од тоа што веќе го знаат институциите. Ако знае нешто повеќе, тогаш прашањето дали тоа може да го докаже. Ние може да знаеме многу работи, многу информации, но дали можеме да ги докажеме истата. Значи не е работата што знае Груби, но колку има можност институциите тоа што го знае да го докажат. И затоа мислам дека не како да кажам, не е реална таа дилема или тој страф дека Груби може би е црната кутија на Дуи, пошто ние имаме институции кои што, нели, може би имаат повеќе информација од тоа што Груби има, но ние знаеме дека тој беше клучна фигура или моćна фигура во минатата власт, претходната власт, и најверојатно има информации, но прашањето колку тие информации во случај тој да проговори, да пропее што Влен или јавноста вика, нашите институции имат можност тоа да го докажат и тоа да За да опфатиме и владеачката вреди, како мислите дека и натаму ќе функционира копредседавањето на Касами со Меджити, ако веќе има информации дека една од партиите што од коалицијата и натаму е во Централниот регистар регистрирана како партија, има нов лидер? Фактички не, дали се во процес на регистрација како политичка партија сега обединената вреди, или може би функционираат како посебни, се уште правно функционираат како посебни партии. Ако го тргнеме тоа правното во смисол дека некој може би од таму сака да задржи. Заеднички партиски органи, имаат избрани копредседатели, имаат председателство, имаат институционална поставеност како политичка партија, која што нели е во почетокот на функционирањето. И сега најголемиот тест ќе биде кога ќе треба да се носат поважни одлуки во рамките на таа партија. Значи првиот тест ќе биде листите за пратеници на наредните избори, ако зборуваме за предвремени, тие може да бидат во април. Со оглед на многу партии што се обединија и многу луѓе во нив. Да, во април идната година и тогаш ќе биде, значи, нивниот тест за одржливост ќе биде токму составувањето на тие листи. Што сепак ние гледаме една тивка битка политичка битка која што е нормална и во сите политички партии постои таа, но заради нивната позиција на копредседател помеѓу Меджити и Касами. И сега како тие ќе ги делат победничките места во тие листи,
на кој начин ќе се договарат, кои луѓе ќе бидат на тие листи, значи тоа ќе биде прв посериозен тест дали ова нова партија ќе обстане или пак ќе се вратат на старите партиски идентитети кои што се уште фигурираат како правни субјекти. Еве за крај, бидејќи сте добар познавач и на евроинтеграциите, ќе има напредок во евроинтеграциите? Јас верувам дека ќе има напредок и моје мислење е дека ако се оди на предвремени парламентарни избори, мора да има нов момент во тој процес на евроинтеграција. Но што нема, воспротивно нема логика. Една година пред регуларниот термин за парламентарни избори, ние да имаме предвремени избори. Значи нема логика. Значи мора да има некој момент кој што нели ние не го знаеме, Со некој модалитет што ќе го одблокира процесот. И затоа верувам, затоа сум оптимист дека ќе има напредок од следната година. Джелал Незири, гостин во тема на денот, ви благодарам. Благодарам за поканата.